Во центарот има голем банер со слика од планетата Земја и надпис е Social Network for History, Science, a Debate, социјална мрежа за историја, наука и дебата, како и поднаслов Global Dialogue, Open Minds. На дното на банерот стои пораката дека платформата е слободна од досадни алгоритми, корпоративно следење и shadow-bans. Под банерот се наоѓаат полињата за најава, username, email и password, копчето Login, како и опцијата за најава преку Google Continue with Google или регистрација со имейл. Елементи, чист и едноставен кориснички интерфејс со 4 основни полиња обележани со црвена ѕвездичка задолжителни. Корисничко име username, email, лозинка password и потврда на лозинката verify password. На дното има виолетово копче Register. Главниот заеднички фид, news feed, каде што се гледаат објавите, откако корисникот во случајов Дејан ќе се најави. Елементи. На врвот има поле What's on your mind, каде корисникот може да креира објава со опции за додавање видео, позадина, background, анкета, poll или GIF. Подолу се гледа реална објава од корисничката Ивана Сливановиќ, која споделила видеовлог од Занзибар на македонски јазик со наслов Дали е ова пеџон и Енсибар влог. Во Members се прикажуваат луѓето кои што имаат профили на овој социјален медиум, а во Groups групите кои што се дел од оваа социјална мрежа. Кога се пребарува постојат и полиња за филтрирање и тоа. Gender, по пол, машки или женски. Age по години, има повеќе категории на возрастни групи и тоа, од 0 до 10, од 11 до 20, од 21 до 30, од 31 до 40, од 41 до 50 и повеќе од 50. Сортирање, alphabetical по азбучен ред, recently online, неодамна активни, latest members, најнови членови, most liked, најмногу лајкувани и most followers со најмногу следбеници. Филтрирање според релацијата на следење, following. Го прикажува последното паѓачко manage following, каде корисникот може да избере да ги гледа all members, сите членови, members a follow, членови кои јас ги следам, или members a don't follow, членови кои не ги следам. Филтрирање на главниот извор на вести, stream type, на почетната страница. Елементи. Се гледа паѓачкото мени со 4 опции за избор на типот на содржина што сакате да се прикажува. Community, објави од целата заедница, моментално избрано. Friends, објави само од пријателите. Following, објави од членовите, групите и постовите кои ги следите, и saved posts, зачувани објави. Филтрирање на собствените објави во фидот. Елементи. Го прикажува менито My Posts со 2 едноставни радиокопчиња. Show My Posts, прикажи ги моите објави избрано, и Head My Posts, скри ги моите објави, што му овозможува на корисникот да ги тргне собствените статуси од генералниот преглед. Сортирање на објавите во фидот. Елементи. Се гледа менито Sort by со опции за прикажување на New Posts, нови објави избрано, или New Posts Comments, нови објави и коментари. Интерфејс за постирање на видеозапис кога корисникот, Дејан Николовски, ќе ја избере иконата за видео, се отвора поле со наслов Enter video URL here, каде што може да се залепи линк од видео. Објавата е поставена на публик, јавна, а под полето стои стандардниот прашалник What's on your mind? Тука видеата се само линкови, нема опција за прикачување од уред. Што може друго да се постира? Background, опција за текстуална објава со позадина, како што има на Facebook. Poll, анкета за гласање како во многу социјални медиуми. GIF, чиста текстуална објава. Мени за профилот. Во десниот горе багол со клик на профилната слика се отвора паѓачко мени со кратенки до сите лични секции на профилот. Stream, About, Followers, Friends, Groups, Videos, Preferences и копчето за одјавување Log Out. About, дел за уредување на профилот, име, презиме, пол, роден ден, опис, веб страна, земја. Followers, се гледа кој следиш и кој те следи. Friends, листа со пријатели. Groups, приказ на групите во кои корисникот е член. Videos, видеата на профилот. Preferences кои се наоѓа во рамките на менито About. Тука се гледаат неколку прекинувачи, toggle switches и опции како што се Allow others to like my profile вклучено, Had my birthday year исклучено, како и паѓачки менија за контрола на тоа кој може да го гледа профилот, Who can see my profile поставено на public и кој може да објавува на него, Who can post on my profile поставено на said members. Има и нагодување за нотификациите и за самиот акаунт. Реакции. Палета со достапни емотикони за реагирање на објави, Reaction Toolbar. Елементи. Се прикажува лентата со проширени опции за реакција која се појавува при задржување на глувчето над копчето за лайк. Покрај стандардните и препознатливи реакции од Facebook, додадени се и неколку специфични емотикони. Wink, емотикон кој намигнува, 4 поред. Crazy, жолто лице со извадено јазиче на страна, 8 поред. Speakless, минималистичко емоджи со 2 точки за очи, но без уста, 9 поред. Grateful, споени дланки у раце како за молитва или благодарност, 10 поред.
Celebrate, последната икона во низата која прикажува празнична конфета од труба за прослава. Кога се пребарува група или се пребаруваат членови, вие може да ги видите како грид или како листа. Други елементи. Овие елементи кои што се прикажани се наоѓаат во горниот десен агол доменти за вашиот прогил. Обаличењата свртени едно до друго се пораките. Човечињата е дел за поканите за пријателства кои што ги добивате и звончето се нотификациите. На секој профил може да се постави профилна слика, насловна слика, да се стави лайк на самиот профил, но може и да се види колку прегледи има вашиот профил. На секој профил може да се види кога корисникот го креирал својот профил, колку пријатели има, колку следбеници има, колку луѓе следи. Долен десен агол се наоѓа дел Friends кој што е чат во оваа социјална мрежа. Бидејќи овој корисник нема додадено пријатели, нема никаков приказ. Најдолу има стрелче нагоре кое што води најгоре на страница. Треба да се спомне дека оваа мрежа нема апликации и стиркно е за веб опкружување, десктоп или мобилен уред. Како и во секоја социјална мрежа има и простор за блокирање. Таа можете да ја најдете во делот Members.